Левица е единствената автентична партија која произлегува од граѓаните. Досега силно се боревме во парламентот, но по 8 мај ќе се бориме 3 пати повеќе. Зошто Левица има решение за сите проблеми, изјави кандидатот за пратеник и носител на листата за изборна единица 3 Борислав Крмов. Разговараме со господинот Борислав Крмов, носител на кандидатската листа на изборната единица 3 од партијата Левица. Господине Крмов, што би значило влегувањето на Левица во собранието со поголем број пратеници од сега и со кого ќе коалицира Левица? Поголем број пратеници ќе значи таа борба која што ја водевме ние председател Димитар Апасиев ќе се мултиплицира, ќе се триплицира, значи прв пат после 30 години македонскиот народ доби вистински народни представници во собранието, тоа бевме ние двајца и сега е работата да бидеме што поголем број да бидеме еден вид и коректив на сите овие лоши работи што ни се случуваат во собранието и Левица да продолжи да расте како единствена автентична опција која што еден ден ќе дојде на власт. Што предлага Левица во својата програма во однос на развојот на економијата и развојот на регионот? Во однос, па видите, изборна единица 3 е во најголем дел работнички и земјоделски регион. Во однос на работниците ние предлагаме како прво 6-часовно работно време. Тоа не е никаква илузија, тоа на запад веќе го има. Многу поголема продуктивност е со 6-часовно работно време. Потоа поголема заштита за работниците, подолго породилно отсуство за работничките, штрајкот да се извади од овие административни стеги и работнички совети во фабриките да имаат и своја фактички работниците во фабриките. За земјоделците, видите, што е најклучно е да имаме државни откупни центри, за да може земјоделците да добијат фер цена. Сега мене земјоделците ми кажуваат дека, например, земете го само млекото, е сведено на да биде поевтина, цената да биде поевтина, откупната цена од флаширана вода. Ви имате 20 денари вода, они сакаат млекото да им го откупат за 18 денари. Значи тоа е клучот, државни откупни центри, тоа никој го нема, потоа субвенциите да бидат во натура, значи во нафта, машини, семиња, целата државна земја која што е во државна сопственост, да се подели на селаните кои што немаат земја, значи една сеопфатна аграрна реформа и да имаме ефтино производство на храна за лебот да не ни биде луксус. Какви мерки предвидува Левица во областите на образованието и здравството? Околу образованието, прво основно образованието мора да биде бесплатно. Значи ние го пробавме овој капиталистички експеримент со универзитети на секое ќоше и видовме дека квалитетот драстично опадна, што значи мора да се вратат постепено системот да иде враќање кон само државни универзитети, укинување на партиципацијата, затоа што не се децата на богатите или на имашните најпаметни, напротив, огромното мнозинство на деца доаѓаат од сиромашните слоеви и од таму ни е квалитетот и ние мораме да укинеме и партиципацијата, и школарината, приемните испити, да биде фактички образованието отворено за сите. А здравството исто мора, значи наместо да идеме кон приватизација како што идеме сега, мораме да идеме кон зајакнување на јавното здравство, затоа што во сите држави се покажало дека единствено силно јавно здравство има вредност, приватното здравство станува елитистичко, станува прескапо, ги крева цените дури и во јавното здравство и станува достапно за се помал број луѓе. Само со силно јавно здравство, со инвестиции во јавното здравство ќе имаме широк достап до здравствена заштита за граѓаните. Кои се адутите на Левица за предстојните парламентарни избори? Како прво, тоа е автентичноста, затоа што ние, за разлика од другите партии, потекнуваме од народот. Нашите носители, нашите кандидати немаат имиња и презимиња, не се на овој, на оној, него се деца, како што сакаме да ги нарекуваме, значи тоа се децата на транзицијата. Едно е автентичноста, второ е непоткупливоста, значи ние имавме обиди за подкуп, тоа веќе го имаме кажано, значи можело и тоа, ги одбивме патните трошоци, ги одбивме сите можни привилегии пратенички кои што ни беа понудени, значи непоткупливоста. Трето, после тоа е борбеноста. Вие може да видите партии, опозициони партии со 40 пратеника како ќутеа, молеа додека ги затвараа во собрание, ги маваа со филџини и слично. Ние двајца дадовме се од себе, се боревме како 22 и сега очекуваме двоцифрен број на пратеници во собранието. И каква е мотивацијата на Левица по резултатите од председателските избори? Кои се вашите очекувања?
Видите, ние прв пат учествувавме на председателските избори, значи прв пат го теравме тој процес. Тоа мора граѓаните да го сватат, значи ние уште тие работи ги учиме, ги тераме, што значи тој резултат што го добивме, ние првиот резултат не може да се споредува со ништо друго, автоматски нашата битка ќе се одвива сега на 8. Сите знаат каде лежи битката на левица, тоа е во парламентарните избори, зашто веќе имаме пример со 2 претеника, така да мотивацијата е на највисоко ниво.